Советот на град Скопје денеска гласаше за одлуката за согласност на инвестиционата програма за 2019 година на јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Во рамките на оваа програма град Скопје преку јавното предпријатие Градски паркинг предвидува нови 1500 паркинг места во градот во текот на оваа година. Програмата предвидува изградба на 2 монтажни катни гаражи во рамките на клиничкиот центар Мајка Тереза со вредност од 50 милиони денари, со што капацитетот на ова паркиралиште предвидено е да се зголеми за дополнителни 350 паркинг места. Едната катна гаража предвидено е да биде изградена во непосредна близина на клиниката за гинекологија, а другата во непосредна близина на клиниката за инфективни болести. Со изградбата на овие две катни гаражи ќе се зголеми проточноста на возилата во кругот на клиничкиот центар, што во најголем дел се возила во сопственост на вработените. Со тоа ќе се намали сообраќајниот метеж кој подолг период се создава и го нарушува редовното функционирање на клиничкиот центар. Град Скопје работи и на унапредување на ценовната политика на јавните паркиралишта во градот согласно со праксата во европските градови со слична големина како нашиот град. Целта е да се усогласат ценовната политика на сите предпријатија во градот кои се занимаваат со оваа дејност, на начин што ќе се демотивира движењето и паркирањето на возилата во централното градско подрачје, особено во строгиот центар на градот со цел намалување на сообраќајниот метеж што се создава таму. Советниците во Советот на град Скопје дадоа согласност и за набавка на 2 нови специјализирани возила за превоз на лица со потешка инвалидност. Се предвидува возилата да се приклучат во системот на услугата за овие лица, која град Скопје и јавното сообраќајно предпријатие Скопје ја нудат изминативе 9 години, каде за лицата со потешка инвалидност се овозможува организиран превоз со адаптирани возила за разни потреби, како за добивање здравствени услуги, превоз до училиште, работното место и слично.